Знаеш от това тук? 1 килограм ме продаден. Цяло. Семејството Демови од Струмичко Градашорци го проветруваат тутунот и го пакуваат повторно за да не се расипе. Емир со 20 синови произвели околу 3 тони, од кои само 300 килограми далека од купувачите. Секој одделно под пластеник по втор пат го складираа во амбалажа и не знаат што да прават, а тутунот има единствен извор на екзистенција. Јас и двојцата синови горе-доле 3 тона имаме. Од тие 3 тона не сме дали уште 300 кило тројцата. А јас живеем со бабата, ни пензија имам, ни социјално примам, само тај тутун живеем јас. Вака имаме со Далија табак, оригиналниот договор само 100 кила. Досивме толку, ни правија по ново договори за ресто тутуно, ништо абер до сега од нив немаме. Овој тутун е браќен заради влажност. И сега не го сипат. И сега по ново го работиме ние за да не се работи, да расипа. Не е поразлична состојбата ниту кај Ерол Демиров, кој бил кооперант на Далија табак. Над 300 килограми тутун му стои на таванот во куќата, оти нема абер кој ќе му го откупи. Тврди дека во Градашорци имало околу 60 тони вишок тутун. Во цело село околу 50-60 тона тутун за сите пунктови. Ние сакаме откупот да продолжи до крајот на март, како што е наредено. Значи од понеделник, денеска и последен ден, ги затварат откупните пунктови. Ако ги затварат, нас ќе ни горат куќите, тутуните остануваат под тавани. Во голем број куќи во Градашорци, тутунот се уште стои по таваните, шталите, пластениците. Бараат од владата да се најде решение да им се даде амбалажа и откупот да продолжи до крајот на март. Викат дека монополите ќе се затворат, не треба да се затворат, бидејќи не е продаден, реци цело село тутун стое. И за оваа година не мислиме да садиме, зашто нема кај да го ставиме. Тоа е. И сега ние се молиме до Заев да не ги затворат монополите, не само да не ги затворат, да ни снабдат кутии, да го откупат тутуно сакаме. Ние само со тутун живееме, друго со ништо не. Од Министерството за земјоделство најавија измени во законот за тутун по скратена постапка, за да може да се пролонгира откупот до 31 март. Но овој проблем се уште не е ставен на дневен ред во собранието и не се донесени измените на законот.